Елиезер. За патот. За вистината. За животот. Здраво, драги мои, како сте? Започнува ново издание на подкастот Елиезер со мене Елена, секако заедно со вас. Ова издание го започнувам со Божиот збор од послание до Римјаните 1:17 кој гласи: бидејќи во него се открива правдата Божија од вера во вера, како што е напишано: праведникот преку вера ќе живее. А во прво послание до Коринтијаните 3:18, ние пак сите со откриено лице, гледајќи славата Господова, се преобразуваме, трансформираме во ист образ, од слава во слава, како што доаѓа Духот Господов. Секој од овие стихови говори за напредок и развој, односно од вера во вера и од слава во слава. Ова се сведува на изјавата од победа во победа. Верата доаѓа преку слушањето, а слушањето преку Божиот збор. Верата се развива со текот на времето. Секоја поставена цел се состои од план и стратегија за нејзина реализација. Па така, правиме чекор по чекор, односно од победа во победа. Секој чекор е победа. А преку тој процес верата расте се повеќе и повеќе. Доколку се навратиме наназад, ќе заклучиме дека она што сме го реализирале се состоело од збир на победи и на крај сме ја постигнале целта. Секоја година од нашиот живот сме се подобри и поуспешни. Во послание до Римјаните 12:3 е напишано: туку мислете според делот на верата што Бог нас секого му го одмерил. Штом ги имаме Божиот благослов и Божијата благонаклоност, како би можеле да бидеме во минус? Кој би сакал да изгуби? Зарем кога се будиме наутро бараме од небесниот татко да изгубиме? Секако дека не. Во второ послание до Солунијаните 1:3 стои: должни сме секогаш да му благодариме на Бога за вас, браќа, онака како што прилега, затоа што вашата вера необично многу расте. Еден од примерите за потврдување и функционирање на верата е во стихот: преку раните на Христос ние сме излекувани. Се поставува прашањето кое умот не може да го isprocesира. Како тоа ние сме излекувани уште пред 2000 години преку раните на Христос? Има ли некаква логика? Човечкиот ум ќе рече дека тоа е безсмислено, но верата не говори така. Плюс констатацијата на умот ја потврдуваат симптомите на болест или состојбите што човек ги има во моментов. Како тоа сме излекувани кога во моментов физички здравствената состојба не е добра? Секој би се запрашал и би се спротивставувал на овој стих. Еве една илустрација за тоа како функционира верата. Имено да речеме дека некој купил куќа, ја платил во готово и ни ја предал, односно препишал нам. Го имаме имотниот лист за таа куќа, нели? Таа е во наша сопственост. Да речеме дека куќата се наоѓа во друг град, на место подалечно од местото каде што живееме. Од кога таа куќа е наша? Од моментот кога некој ја купил и ни ја препишал нам, или од моментот кога ние би решиле да одиме и да ја видиме куќата и да се вселиме во неа? Наша е од моментот кога ни е препишана и го имаме имотниот лист. Зарем не е така? Истото се однесува и за нашето лекување, благосостојбата, просперитетот.
Уште пред 2000 години Исус Христос ги понесе нашите гревови, грешки, болести, сиромаштија и се останато на крстот. Не откупи и ни го предаде имотниот лист за совршено здравие, богатство, мир, радост и се што ни е потребно. Што е потребно да сториме ние? Да се вселиме во куќата на совршено здравие, во куќата на просперитет, во куќата на изобилие и тоа да го направиме денес. Денес. Божиот збор представува сметката, односно сметките за купеното. Исто како што ни даваат сметка за купените производи во продавница, истото и со Божиот збор наменет за лекување, за финансиски просперитет, за мудрост и така натаму. Дел од Божиот збор посветен за совршено здравие, за радост, за обновен ум, за мудрост, се веќе поставени на YouTube каналот на Елиезер, како и на веб страната. Божиот збор е легален, правен документ за она што ние го поседуваме, односно за она што небесниот татко го направи преку Исус Христос за нас. Прашањето е, зошто не би го примениле сето тоа? Зошто не би го примиле, кога веќе е купено за нас? Зарем не би го зеле, не би го примиле подарокот што некоја личност од љубов и со љубов го купила за нас? Кој од нас не сака подароци? Затоа се нарекува и подарок. Подарокот не се плаќа, не се заработува, туку се прима. Се прима преку вера. Верата е врската. И, драги мои, верувате? Што би сториле доколку при излегување од продавница некој од вработените или инспекција ви рече да го платите повторно она што веќе сте го платиле? Како би изреагирале? Бурно, нели? Гневно, збунето, неправично? И што би рекле? Дека имаме сметка за купеното и дека личноста нема никакво право да бара од нас да платиме повторно. Би ја покажале сметката и цврсто ќе се држиме до нашиот став, бидејќи сме во право. Истото треба да го правиме и со нашиот живот, со сето она што Христос ни го даде, ни го купи и ни го подари. А ѓаволот ќе ни рече, ќе не уцени, дека ние сме болни, грешни, дека за нас нема спасение, не заслужуваме, сиромашни. Што треба да правиме? Да му ја покажеме сметката, тоест Божиот збор, да ги одбиеме неговите лаги. Како му возвраќаш Исус Христос на ѓаволот во пустината? Пишува вака. Тогаш Духот го одведе Исус во пустината за да биде искушуван од ѓаволот. И откако постеше 40 дни и 40 ноќи, најпосле огладне. Тогаш искушувачот му пристапи и рече: Ако си син Божи, кажи овие камења да станат лебови. Тој одговори и рече: Напишано е, човекот не ќе живее само од леб, туку од секој збор што излегува од устата на Бога. Тогаш ѓаволот го одведе во светиот град, го постави на крилото на храмот и му рече: Ако си Божји син, фрли се долу, зашто е напишано: Ќе им заповеде на своите ангели за тебе, ќе те носат на раце за да не си ја удриш ногата на камен. Исус му рече: Напишано е повторно: Не искушувај го Господа твојот Бог. Ѓаволот пак го одведе на многу висока гора и му ги покажа сите царства на светот и нивната слава. И му рече: Ќе ти го дадам сето ова ако паднеш и ми се поклониш. Тогаш Исус му рече: Оди си, Сатано, зашто е напишано: На Господа твојот Бог ќе му се поклонуваш и ќе му служиш само нему. Тогаш ѓаволот го остави, ете, ангели дојдоа и му служеа. Што заклучуваме? Што треба да правиме? Истото го правеше Исус Христос.
го употребуваше Божиот збор. Во прво послание на Петар 2:24 пишува: ги зеде нашите гревови врз себе на крстот, за да бидеме мртви за гревот и да почнеме да живееме за праведноста. Тој доби рани за да бидете вие здрави. Што значи? Нашиот долг го плати Христос. Ние немаме обврска да плаќаме уште еднаш. Се е веќе подмирено и платено. Христос плати. А кој е оној што краде? Ѓаволот, како што пишува, ѓаволот дојде да украде, уништи и убие. Она што ни е нам чудно е тоа што понекогаш ние сме оние кои треба да се бориме за веќе даденото. Затоа што постои крадец кој упорно сака да ни украде, а ние треба да употребуваме сила за да го избркаме, да го казниме. Треба да се бориме за правичноста и за она што ни припаѓа нам. Зарем нема да се одбраниме доколку некој не напаѓа или напаѓа некој наш близок? Зошто се вознемируваме кога некој ќе ни украде нешто? Дали се пари, имот и слично. Принципот е ист. Само дали сме свесни? Дали досега сме ги гледале нештата вака? Во Мате 11 глава стои: а од деновите на Јован Крстител па досега царството небесно насила се зема и силните го грабаат. Молитвата на Мојсей се состоеше од следниве зборови: Господи, покажи ни ја Твојата слава. Славата Господова е всушност манифестираното присуство на Господ Бог, Неговата манифестирана моќ и Неговата манифестирана добрина. И ние штом чекориме од слава во слава, тоа значи дека искусуваме повеќе манифестации од небесното присуство, моќ и добрина. Во Битие 45 глава Јосиф на своите браќа му говори: раскажете му на таткото мој за сета слава моја во Египет и за се што видовте. Славата на небесниот татко го вклучува и просперитетот. Желбата на небесниот татко не е да останеме во истата позиција, туку да чекориме од слава во слава, од победа во победа, било тоа да е духовно, материјално, физички, финансиски. Во Псалм 49 пишува: не плаши се кога човек богат е, кога славата на домот негов расте. Што треба да направиме? Да ја декларираме славата Господова секој ден. Јас одам од слава во слава, одам од победа во победа, од помалку кон повеќе, од убаво во поубаво. Мора да го декларираме, да го изговараме пред да го видиме, не обратно. Прво ставаме дрва во шпоретот, па потоа добиваме топлина, а не обратно. Штом веќе зборуваме, да зборуваме за победа. А колку долго треба да го правиме тоа? Се додека не го видиме во реалност. Во Псалм 35 пишува: нека се зарадуваат и нека се развеселат оние што ја сакаат мојата правда. И непрестајно нека велат да се возвеличи Господ кој му пожелува мир на својот слуга. А во Псалм 29 пишува: гласот Господов ги ослободува бремените кошути и ги оголува горите, и во храмот негов секој ја возвестува славата негова. Во Псалм 84 пишува: бидејќи Господ Бог е сонце и штит, тој дава благодат и слава. Господ не ги лишува од блага оние што одат непорочно. А во Исаија 58 пишува: раскини ги оковите на неправдата, одврзи ги врските на јаремот и угнетените пушти ги на слобода и скрши го секој јарем. Раздели го лебот свој со гладните и скитниците и сиромасите одведи ги во домот свој. Ако видиш гол, облечи го и од еднокрвниот не се кри. Тогаш твојата светлина ќе се јави како зора и твоето здравие наскоро ќе процути. Твојата правда ќе тргне пред тебе, славата Господова ќе те придржува. Поздрав, драги мои!
Верувам дека го разгорив жарот на вашата вера. Ја следевте емисијата Елиезер со Елена Ѓорѓиевска Костадиновиќ во соработка и под покровителство на Господ Исус Христос и Светиот Дух. Елиезер,